Че кај мене имаше жени кои што беа убиени, затворени, а јас сум жена, сум остракирана од мала, нели како внука на државен пријател. Сум остракирана и порано децата не сака да се играат со мен. Потоа бев економски остракирана, граѓански, социјално и така. Значи, затоа ќе зборувам за досијата на УДБА и КОС и за методологијата на работа на УДБА, која што се смета за најагресивна служба, која не само во Југославија, значи најагресивна од сите бивши комунистички земји, и не само од комунистичките земји, најагресивна воопшто служба, која не само во Југославија, туку и надвор во емиграцијата, извршила најголем број на атентати, киднапирања, подметнувања и експлозии. Како експлозии исто така и уцени. Над 100 евидентирани политички убиства и над 100 обиди за атентати, неуспешни обиди за атентати. Така што, тука имам доста да кажувам, затоа што понекогаш темите ги одбирате вие во животот, но најчесто темите ви одбираат вас. Јас не можев така да поминем со толку убиства во мојата фамилија, со толку затвори. Не можев тоа да не го проучувам, да не се интересирам за тоа. УДБА или Управата за државна безбедност во суштина спроведуваше систематски ликвидации на политички емигранти. Значи, не само овде што имаше убиена. Во Битола се случија најжестоките, најголемите злосторства, туку и надвор, во емиграцијата. Значи, најжестоки убиства се, ајде, од каде да почнеме за УДБА, има многу закажување. Ајде за емиграцијата. Најжестоки во емиграцијата беа убиствата на УДБА од 1960 година до крајот на 1980 година. Овие операции се водеа по чифрата друга линија рада. Значи, тука сакам да кажам дека како колатерална штета на тие атентати страда и деца, женски деца, малолетни женски деца. Иначе, од тие 100 убиства, од тие 100 атентати, и уште 100 неуспешни, најголем број беа хрвати, потоа беа луѓе од Косово и буквално од сите федеративни републики. И најголем број на убиствата се случија во Западна Германија. Познати се убиствата на Бруно Бушик, значи тој беше убиен во Париз, писател и дисидент. Едно од најпознатите убиства е на Драгиша Кашиковиќ, Стјепан Џурековиќ, убиен во Михен, со 6 куршуми во глава, а потоа со секира масакриран. Нели после за него одговараше Перковиќ, и го знаеме случајот Лекс Перковиќ. И не само тој, значи од кога е ликвидиран Стјепан Џурековиќ, потоа во Канада, во Калгари, е убиен неговиот син Дамир. Делото се води како самоубиство, дека најверојатно тој се самоубил, неговиот син, со ловечка пушка, но во суштина тој беше убиен. Значи, западните служби беа зачудени од гангстерскиот начин на кој беа подготвувани и извршувани тие убиства. Но се прашувам зошто толку убиства дозволија, посебно во Западна Германија. Можеби затоа што тогаш Тито и Југославија се наоѓа во Југославија беше тампон зона. Можеби затоа што Тито им викаше дека ќе ги заштити од Советскиот сојуз, од Источниот блок, не знам. Ако ми позволите, дали може да ви питам едно нешто? Сега си мисля, Германија бягаше като дјаволот Тамјан од всичко сврзано с нацизма. Това беше дјал од политиката на денацификација и полно разграничаване на следвоенното германско општество од всичко което може да напомня на нацизма.
И можеби в Германија малку повеќе се си затварали очите ако УДБА, агентите на УДБА се елиминирали някој етикетиран като фашист. Дали е бил харватски борец за независимост, дали е бил косовски активист, не знам, може да се... Но си мисля, ако едно подредено общество като германското е позволило така лесно да се случват убийства там и да не ги разследва толкова успешно, може би до някъде от башите се възползвали от специфичният обществен амбиент. Сега, това е само моя хипотеза и я затварям да остане като тема за размисъл. Каква може да е възможната причина? Извинете ме за намесването, иначе сигурно щях и да забравя. Така, може би, малко ви дадахме възможност и вие да си отдъхнете за една минута-две. Моля да ми продължете си. Ајде да продолжиме после за... Ги кажав кои се најпознатите убиства. Исто така за случајот со Енвер Хадри, кој беше застрелан во 1990 година во Брисел, само една година пред распадот на Југославија. И овој случај се смета за еден од последните политички ликвидации на Југословенската тајна служба или УДБА. Хатри беше застрелан во главата додека го чекал црвеното светло на семафорот на улица во Брисел. Пукањето било извршено од автомобил во движење во кој се наоѓале 4 лица, а истрагата покажала дека се работи за политичко убиство. Хатри бил председател на Комитетот за заштита на човековите права на албанците во Брисел, а во моментот кога бил застрелан, со себе носел документи кои укажувале за нарушување на човековите права на албанците во Косово и планирал да ги достави тие документи до Комитетот за човекови права на Европскиот парламент во Брисел. Потоа, значи, како што го спомнав, убиството на Драгиша Кашиковик и неговата поќерка Ивана, која што тогаш имала само 9 години. Убиството се случило во 1977 година во Чикаго, а неговото убиство како убиството, значи убиството на Кашиковик и убиството на неговата поќерка се смета како едно од најбруталните убиства затоа што Кашиковик бил избоден со нож 64 пати, додека неговата поќерка 54 пати, затоа што била сведок на настанот. Инспекторите од FBI биле навистина шокирани од свирепоста на убиството, што често се толкувало како порака до останатите мигранти. Случајот се уште не е затворен или се води како cold case, значи уште во Америка FBI го води како cold case, и постои силно верување дека е дело на УДБА затоа што Кашиковик бил истакнат писател, новинар и оштар критичар на Тито. Потоа ќе кажам за убиството на малата Розмари Шево во Италија во 1972 година. Целта на атентатот бил нејзиниот татко Стјепан Шево, кој бил убиен заедно со малата Розмари и нејзината мајка, Татјана. Значи, овде се работи за еден брутален чин, убиени се од нивниот куќен пријател, кога заедно четворицата се враќале во иста кола од вечера. Значи, агентите на УДБА беа инфилтрирани во најблиското обкружување на семејството на тој што требаше да биде ликвидиран. Потоа Динка Доманчиновиќ, која имала само 3 години и која настрадала при експлозија во домот на хрватската емиграција во Буенос Ајрес во 1960 година, додека се одржувал настан. Ранети биле 18 луѓе, меѓу кои што и жени и деца. Како што реков, Западот не реагираше, велеше преместете вашата војна кај вас на Балканот и толку. Како што реков, Југославија најверојатно служеше како тампон зона и требаше да го штити Западот од руското влијание. После изгледа дека Титова Југославија беше единствената комунистичка земја која што имаше дозвола од Западот, се разбира прекитна, да убива и тоа на многу брутален начин, на еден гангстерски начин,
затоа што Југославија беше навистина драгоцен партнер на Западот против тогашниот Советски сојуз. Значи, системот на ликвидација морал да помине низ 3 чекори: предлог од Републичката УДБА, мислење на Сојузната УДБА и конечно одобрување од самиот политички врв. Значи, без заминување од политичкиот врв, ниту еден агент не смел да уби. Така што одма после ликвидациите, преку мрежата од Кодуши се ширеле приказни дека жртвата била убиена заради криминален конфликт, дека некои балкански банди се пресметуваат меѓу себе, така што и писателите, новинарите кои биле во емиграција, УДБА сакала да ги прикаже како криминалци, терористи или фашисти. Потоа заради некакви долгови или заради љубовен триаголник, така натаму. Операциите секако биле скапи и исплатата на агентите на криминалците, кои што ги вршеле тие ликвидации, оделе преку црните фондови кои ги полнеа југословенските амбасади, фирми и преку југословенските амбасади. Или, ајде, УДБА како ги врбувала кадрите. Значи, УДБА на околу 70-тите години на минатиот век го користела подземјето за политички убиства. Овој така наречен брак од интерес им овозможувал на југословенските власти полесно да ги негираат убиствата преку меѓународната јавност. На криминалците кои што одслужувале затворска казна во Југославија, им била нудена слобода или намалување на казните доколку извршат ликвидации и како награда за извршените ликвидации, УДБА често им овозможува на овие лица да се занимаваат со шверц, со грабежи, обезбедувајќи им лажни пасоши и правна заштита. И доколку некои од криминалците биле фатени за криминални дејанија во Европа, тогаш Југославија вршила дипломатски притисок и велела дека ќе ги прекине дипломатските односи со таа земја. За разлика од извршителите криминалци за посложени операции, покомплицирани случаи, за ликвидација, организаторите биле високо образовани кадри. Тие биле бирани уште од факултетот, најчесто од правен или безбедност, биле обучувани во специјални центри на УДБА, при што учеле странски јазици, методи на следење, координирана комуникација и психолошко војување. Нивната задача во странство била под покритие на дипломати или представници на компании да ги менаџират надворешните соработници и да ги подготват за плановите за ликвидација. Службата настојувала да има своји луѓе во секоја поголема емигрантска организација. И тоа го правела со уцена кон семејството на емигрантот, кој што се наоѓало дома, значи тука на овие простори, со заплашување дека нивните брат или сестра ќе изгубат работата, дека ќе бидат малтретирани, а можеби затворени доколку емигрантот не соработува со нив. И често им било кажувано дека тие го прават тоа заради патриотска должност, за да се отстранат некакви фашисти или непријатели на државата кои што се опасни за Југославија. Една од најчестите методи на УДБА била инсталирање на подобни свештеници во емиграција кои исповета дури ја користеле како извор на информации за да ги идентификуваат најгласните активисти. Значи, агентите свештеници знаеле и намерно да предизвикуваат конфликти, да ја поделат диаспората на предавници и патриоти, и УДБА не само во странство, туку и уште една перфидна метода која што ја применуваше, значи не само во странство, тоа го имам осетено на моја кожа, туку и туга, кај фамилиите кои што беа навистина, кои што беа прогласени за државни непријатели, како мојата фамилија. Инфилтрираше свој луѓе во најинтимниот круг, и сега е така, во најинтимниот круг на семејството, како нашето, кој што бевме државни и се уште сме државни непријатели, само не знам зошто. Значи, целта на УДБА не беше веднаш да се ликвидира семејството, туку целосно да се изолира, компромитира и психички да се скрши. И тоа го прават и денес. Сега,
Во една ваша емисија, мислам дека господинот Филип Петровски беше, и кога го прашавте зошто не се отвора досијата на Удбекос, тој рече дека ги барале и им кажале таму во Белград дека кога се бомбардирала Југославија од страна на НАТО, токму бомбардирале кај што биле досијата. Можеби така му рекле, им рекле, не знам. Но се прашувам од каде доктор Срđan Цветковиќ и неговиот коавтор Немања Девиć ги имат напишано сите тие книги. Нешто се слуша фонија или? Имаше ехо од едно място друго, но го прекратихме ехото, всичко е наред. Значи, јас се прашувам од каде доктор Срđan Цветковиќ и Немања Девиć ги напиша сите тие книги кои што се темелат на архивски податоци. Затоа што на историчарите во Белград, че во Институтот за национална историја има дозволено да влезат во архивите на БИА. Сега кои што се наоѓаат во БИА, значи тој ги пишуваше врз основа на архивски податоци. И неколку сите интервјуа на доктор Срđan Цветковиќ, во сите интервјуа кажал дека тој ги истражуваше архивите на Удбекос. Почнувајќи од ОЗНА, нели, на 14 мај како беше формирана 44-та година ОЗНА, па потоа се формира Удбакос и СИД. Че тој пишуваше и за ОЗНА и за УДБА. Потоа како еден серијал кој што е фантастичен, Југословенски тајни службе, кој што е снимен во продукција на Хрватската радиотелевизија, истиот беше прикажуван на првата програма на Хрватската радиотелевизија, одличен серијал во 10 продолженија, каде што тука соработуваат и словенички, и хрватски, и српски историчари. И во Словенија, и во Хрватска, и во Србија имат направено комисии кои што ја истражуваат методологијата на работа. Не е тоа забрането денес. Значи, само во Македонија не ја истражуваат. Нема комисии кои што ја истражуваат методологијата на работа. Така што Македонија едноставно не се тука никакви ни руски, ни никакви служби. Македонија има тоталитарна матрица и тоа е тоа. Не знам, пред кога Македонија стана самостојна, тогаш председателот на Европскиот совет и господјата Марин Ле Пен рече дека Македонија нема државотворен капацитет, па се имат тука убиено. И навистина се покажа дека нема државотворен капацитет. На Северна Македонија не достига демократски капацитети,